едно од култните места во градот Скопје, каде повеќе од половина век се создава креативната мисла, неприкосновен простор и дом на уметниците, место за размена на идеи, арена за дискусии, референтна точка на највисоката естетика, несомнено е културно-информативниот центар. 55 години интеракција меѓу уметниците и публиката, 55 години во кои бројни генерации се обликувале и го развивале својот културолошки код, 55 години кои се повод за достојно одбележување на роденденот и оддавање почит на сите кои придонеле за раст и развој на една од најзначајните културни институции во Македонија. Репрезентативното здание во срцето на градот, градирајќи од пионерска улога низ развојниот период после повеќе од половина век, прерасна во значаен поттикнувач на нашата уметничка сцена. Институција која го изгради статусот на респектабилен центар и едно од главните јадра на културата. Јубилеот 55 години културно-информативен центар Скопје беше одбележан со една голема изложба во двата салони, Империјал 1 и Империјал 2, во културно-информативниот центар Скопје, каде што беа прикажани дела од нашата колекција, делата на КИДС и плакати од изминатите 55 години. Во септември 1967 година е формиран Центар за култура и информации на град Скопје. Тоа име го задржува до 1990 година со фузијата со Македонија концерт, кој го има сегашното име Културно-информативен центар на Скопје. КИДС во изминатите декади било едно од клучните места за развојот на културата во градот, па и пошироко било едно од авангардните свртилишта во Скопје, каде што, или културно јадро, своевидно, каде што се собирале уметниците, каде што твореле, каде што комуницирале, каде што се раѓале нови идеи, каде што изложувале. Впрочем, тоа може да се види и од самите настани кои што се случувале изминатите декади. КИДС бил простор каде што своите уметнички кариери ги започнале сите значајни уметници кои што творат и денеска на сцената. Културно-информативен центар Скопје е меѓу постарите културни институции во град Скопје, основан во 1967 година. Во своето децениско постоење, КИДС Скопје стана значаен дел од културниот живот на Скопје со голем број културни настани од реномирани писатели на Македонија, регионот и пошироко. Во КИДС продефилира еминентни личности, значајни, како Блаже Конески, Славко Јаневски, Гане Тодоровски и многу други значајни имиња во македонското творештво. Овој центар се викаше Центар за култура и информации, па се менува имињата, се менува стиловите на, да речам, она што го правевме како дизајн, како презентација, каде што ги рекламиравме нашите манифестации. Ликовниот сектор има неколку илјади изложби во своето постоење и има многу новини воведено во културно живење во градот. Имено во 1982 година во март месец е одржана првата аукција на слики во Македонија воопшто. Иста година е формиран и продажниот ликовен салон, прв продажен ликовен салон во Република Македонија, кој трае до ден денеска. Имено 83 година, тогаш е формирана изложбата сликарство мал формат, изложба која трае до ден денеска со фузија на изложбите на длум, ситна пластика и мала графика. Значи изложби што побудуваат голем интерес. Самата колекција на ликовниот сектор, односно на центарот е број околу 430 слики. Имаме богата колекција од многу интересни автори од бившите југословенски републики, од целиот свет и од еминентни македонски автори. Во децениското постоење културно-информативниот центар, во рамките на своите два изложбени салони и театарско-концертната сала,
култниот салон 1919, организирани се преку 6000 ликовни изложби, концерти, театарски представи, литературни вечери, перформанси и други културни настани од познати реномирани уметници од Македонија, Европа и светот, како и на млади автори со голем потенцијал на кои им е потребна афирмација. Одделението за дизајн во текот на своето постоење работеше на многу проекти преку изработка на плакати, покани, дизајн на билборди и на електронски маркетинг за проектите. Во ова одделение се отпечатени бројни графики од познати уметници, презентирани во изложбените салони Империјал 1 и 2. Наше беше, да речем, таа и естетска и стручна подготовка и решение, бидејќи тогаш работевме на сито машина, тоа беше, да речем, вид на полурачно печатење, иако таа машина беше нешто како полуавтоматска, и тоаш беше, секој примерок беше секако низ нашите раце поминат, и тоа беше посебна драж да се работат тие плакати. Тие плакати е дел од нив сведочат од тоа време. Во КИЦ продефилира еминентни имења и писатели значајни во македонската литература, како Блаже Коневски, Гане Тодоровски, Анте Поповски, Славко Јановски и многу други, која традиција и денес продолжува. Како за илустрација, во 2022 година се реализира значаен број литературни настани. Може би е интересно што во тогаш доста познати музичари доаѓаа во дизајн одделението и тие се интересираа за тоа како ќе изгледа, ја следеа таа проблематика, како се гради плакатот, како се печати, секако и дел од писателите. За изложбите обично поголеми дел се пријавуваат уметници, а одреден број на изложби ние ги бираме и ги пратиме и новата сцена, особено младите автори, некои нови дечки што доваѓаат, што сакаме да бидат презентирани овде. Тие доаѓаат на наша покана. Другите се пријавуваат на годишниот конкурс што го организира Собранието на град Скопје и после тоа се реализира таа програма. Спектарот на проблеми со кои се соочуваат уметничката сцена и креативците е огромен. Технички, финансиски, инфраструктурни, организацијски, тука е и се помалата институционална поддршка. Од тука, потребата од засилен институционален ангажман со цел зајакнување на сцената е повеќе од евидентна. Предизвиците се прилично големи. Културата во моментов е последното нешто кое што ја интересира политиката. Да имаме повише разбирање и од локалната власт и од државата за културата. После рекапитулацијата и прославата на 55 годишниот јубилеј, Центарот започна нова ера во работењето, со нова енергија, ентузијазам, свежи идеи и јасна визија. Поттикнувањето за развој на книжевното творештво придонесува за збогатување на фондот на националните дела во рамките на вкупното македонско творештво, а од друга страна, пошироката публика има можност да се запознае со актуелниот македонски творечки опус. При тоа ќе се афирмира уште понагласено улогата и статусот на творецот и на уметникот во македонското општество. Денеска е тоа сосем поинако. Денеска сами тоа го решаваат авторите, сами тие испраќаат само да ги прегледаме, еден вид супервизија правиме на решението и тие го праќаат во печатница, на плотер и тоа е многу поедноставно. Имаше идеи да се направат такви, да се купи таа машина, таа плотер машина, која што имаше и такви идеи кога се трансформира самото плакатите, кога почнаа се повеќе да се изработуваат на тој брз начин, едноставен на плотерот, имаше таква идеја да се купи еден плотер во дизајн одделението. Меѓутоа, секако тоа е еден вид, да речем, производство. Додека пак ситото беше
еден вид креирање и тоа беше многу поблиску до она што е уметничко, да речеме исто како кога правите изложба, кога создавате едно уметничко дело, така се градеше тој плакат. И тоа е голема разлика, додека пак плотерот е вид на индустрија. Вие го ставате решението, машината го отпечатува. Тоа е разликата. Обновената, зголемена и темелно концепирана програма и креирана според светските културни стандарди, во која посебно се потенцира поддршката на локалната сцена, но и со сериозни тенденции за меѓународно вмрежување. Фокусот за враќање на старата публика, но и создавање на нова, е силната страна на културно-информативниот центар. Оваа институција секогаш посетена, бидејќи сме во епицентарот на градот. Сакала некеле љубители на уметноста мора да поминат тука за да видат кој изложба. Само преку творештвото тоа е најлесно решение да бидете присутен во светот и да се изборите за ваше пристојно место, достојно место. Тоа е разликата во тоа време и ова време. Тие кога еден творец од тоа време сеедно има меѓу нив и денес што така размислуваат, меѓутоа денеска се помалку, тие живееа, беа целосно оддадени на творештвото. И живееа, и таа страст е, за разлика од сега, е малку не можам да ја осетам. Дури и страста кога возбудата, кога одат на изложби, луѓето се да речам, порамнодушни, бидејќи живееме во едно друго време кое што оптоварува, сеедно дали се работи за политика, за тие социјални проблеми и се она што не обкружува. А тогаш, навистина, творците можеби беа, јас би рекол, беа под еден чадор, бидејќи општеството беше многу поспокојно и тие можеа целосно да бидат оддадени на творештво. Додека сега тие мора да се расправаат и со секојдневието, а тоа одзема време и одзема енергијата. Енергијата е најчиста и најцелосна кога вие давате комплетно во творештвото. Дали се работи за решение на плакат или пишувате или сеедно како вид на творештво. Значајноста и потребата за литературно избеднување во градот се воочи и во времето на пандемијата, кога КИЦ ги организираше литературните настани на отворено во дворот на КИЦ. Започнавме со еден сосема нов проект кој што досега го немало во КИЦ, а тоа е пополнување и информативен карактер на установата, она што е информативен во културно-информативен центар, преку едно списание, магазин или градски културен водич, Скопје Култ, кој што представува некаков хибрид помеѓу градски културен информатор и класичен магазин во однос на форматот каде што може да се прочитаат текстови и за настаните кои што се случуваат во градските културни установи, во музеите, нешто од интернационалната културна сцена. Така што мора да се опфатат сите фронтови за да ја подигнеме културата на едно повисоко ниво и да ја вратиме публиката и пред се уметниците. Повеќе од половина век е сериозна зрелост и затоа веруваме дека оваа меморабилија на нашиот главен град ќе продолжи да ги шири хуманите идеи на културата и уметноста.